Благодариме многу за одличните реакции после првото видео. Навистина бевме изненадени покрај тоа што делумно очекувавме позитивни реакции, сепак многу бевме изненадени и задоволни од тоа како всушност многу мина од вас реагира. Пишувавте во коментари, не контактиравте лично и нормално сите оние што лично ме познаваат има што да кажат за како и го доживеале и го изгледале нашето прво видео. Еве сме наред сега со, да речеме, условно речено прво регуларно, редовно, стандардно видео во кое што ќе обработуваме одредена тема. Темата за денеска е чистење на ланец. Иако делува прилично едноставно и прилично, да речеме, straightforward, односно јасно за многумина, сепак одржувањето на ланец за многу луѓе, особено овие што се понови возачи, и не е толку позната равенка. Ова го сватив јас комуницирајќи со луѓе кои што се како мене од скоро возачи, меѓутоа и со луѓе кои што многу често практикуваат и да ги однесат своите мотори на сервис да им го средат ланец. Прилично едноставна работа, прилично редовна работа што треба да ја вршите, па затоа мислам дека е соодветно да споделиме начин на кој што ние го одржуваме ланецот и кој што, да речеме, по светов сите препорачуваат дека треба да се одржува ланец. Ланецот е еден од трите основни погони на кои што се придвижуваат моторите. Најчесто употребуван затоа што во суштина има и најмала загуба на енергија. Останатите два се всушност карданот, кој што го гледаме кај големите GS верзии на BMW, кај Moto Guzzi 85TT, некои постари верзии на Honda и некои помали мотори како скутери и слично. Третата опција е ремен или каиш, кој што многу поретко се употребува сега, затоа што е слаб со перформанси, а бога ми слаб за одржување, односно настанува малце поголема компликација околу техничката негова издржливост. Ланецот, како што кажав, е најупотребуваниот погон, односно систем на решавање на погон, затоа што прво е лесен за одржување, второ долго трае и трето, најголем дел од енергијата која се произведува во самиот мотор всушност се пренесува на задното погонско тркало. Постојат два основни типови на ланци со отворен и затворен систем. Што значи тоа? Тоа значи дека местото каде што се спојуваат алките, во суштина може да има гумичка измеѓу нив, што всушност го прави затворен системот на подмочкување внатре во самите алки, што се поврзуваат една со друга, и постарите типови на ланци, тоа значи отворен тип на ланци каде што вие сами треба да го подмочкувате внатрешниот дел, односно нема таа заштита. Во зависност од формата на таа заштита, постојат гумена заштита, постојат така наречени O-ring, L-ring, X-ring и така натаму, што во основа не е ни важно. Она што треба да го знаете дека секој понов купен ланец, да речеме последните 10 години, или нормално понов купен мотор, на себе носи таков затворен или sealed тип на ланец. Затоа ни е важно да знаеме дека она што е клучно во чистењето и во одржувањето на ланец се токму тие спојки каде што овие гуми се вршат гумички, се вршат својата работа, односно го заштитуваат внатрешниот дел на ланецот. За чистење на ланеци се потребни 3 или подобро речено 4 основни средства или алати. Значи ни треба нормално мотор, тоа не го бројам, пошто треба да го чистиме неговиот ланец, меѓутоа ни треба средство за чистење на ланец, ни треба средство за подмачкување на ланец, ни треба четка и ни треба крпа, односно нешто за бришење. Прилично едноставно, меѓутоа верувајте ми, сите овие 4 работи си имаат своја улога. Во ова видео нема да навлегуваме тоа кои средства за чистење, кои средства за подмачкување да ги користите, како да ги изберете и така натаму. Затоа ќе одвоиме во иднина некоја посебна епизода и ќе дискутираме малку подетално за тоа. Денеска сме само фокусирани на чистење. За да почнете со чистење на ланецот, мора нормално да го доведете моторот во позиција во која што слободно ќе може да работите на него. Идеално е кога моторот има централен потпирач или централен штендер и ќе го дигнете на него. За сите оние кои што немате централен штендер, не е лошо да се инвестирате, не се тоа преголеми пари, мислам дека грубо се некаде околу 50 евра, држачи за подигнување на задното тркало, како што го имаме ние овој на снимките на моторот кој што сега го чистим. Така да има алтернативни варијанти, а тоа се варијанти кои што ако немате централен штендер, кога сте на пат, кога не сте дома, кога што немате дигач на задното тркало, ќе треба да ги користите, а тоа се моментите кога треба да го дигнете моторот на обичниот штендер, значи на обичниот подпирач, ама за тоа обавезно ви треба двајца луѓе за да може да се дигне, како што може да видите вака и на сликата, и да може да се работи. Малце е потешко и побрзо треба да се работи, пошто сепак на раце се држи моторот, меѓутоа не е невозможно. Последната варијанта е онаа најпешки варијантата во која што треба помалку да го потурнувате моторот, па дел по дел ланецот да си го средувате. Која верзија и да одберете, она што е важно е да го средувате ланецот.
И немојте да ја правите грешката што ја направивме ние докога го снимавме во видео, односно да не ставите никаква подлога, картон или нешто друго под вашиот мотор, затоа што прљавштината што ќе ви се исцеди од самиот ланец, треба да ја приберете и да ја фрлите, да не ја оставате како што ние го направивме тоа во оваа ситуација. Многу често користиме и ракавици, ставаме и подлога, меѓутоа ете денес како забелјава само во ова видео, тие некои работи ги пропуштивме пошто бевме превозбудени. Еден про совет во оваа ситуација. Моментот кога се подготвувате да го чистите ланецот е всушност идеалното време кога вие треба да направите брза проверка на ланецот. Што се треба да проверите, ќе зборуваме во некоја следна прилика. Меѓутоа, имајте на ум дека ова е ситуацијата во која што треба на брзина да проверите дали е можеби презатегнат, прелабав или можеби има заглавено некој од алките на ланецот. Тука сте во таа ситуација, го гледате ланецот, блиску работите на него, искористете една минута да ги проверите овие работи за да знаете дека ланецот ви е добра состојба. Во добра состојба. Првиот чекор секако е да го исчистиме ланецот. Значи, нанесуваме средството за чистење, може да користите специјално наменско средство за чистење на ланци за мотори или може да користите и керозин. Се имаат сите предности и недостатоци. Немојте да претерувате премногу, затоа што ако се заиграте, може едната цела боца да искористите и во едно чистење, секако тоа економски не е исплатливо. Меѓутоа, испрскајте го убаво ланецот од сите страни и оставете малку да упие, односно да се раствори црнотијата, односно ѓубрето во самиот ланец. Внимавајте кога чистите да внесете доволно средство во делот каде што се оние гумени подлошки што ги изборувавме претходно. Значи тие таму треба да бидат добро исчистени за да ланецот живее многу подолго и поквалитетно. Клучен момент во чистењето, како што напоменав на почетокот, е да имате четка. Значи може да исчистите и со многу средство, меѓутоа оние делови што се сите заглавени внатре во просторите помеѓу ланецот, деловите во задниот дел на ланецот, така натаму најдобро ќе ги исчистите со четка. Оваа четка што ја гледате овде кај нас на видеото, всушност е нарачана од AliExpress и кошта некои ситни $2-3-5. Мислам дека ги има и во локалните дуќани. Мала, меѓутоа вредна инвестиција. Гледате дека таа е наменски направена и го опфаќа ланецот од 3 страни, така да со мал број на маневри, односно со 1-2 маневар, ќе успеете да го исчистите ланецот од сите 4 страни. Исклучително важно е убаво да го исчистите ланецот и да почекате малку уште еднаш нели да се да делува средството за да може да бидете сигурни дека е спремен за следната фаза. Но пред да стигнеме до следната фаза, мора да бидеме сигурни, а следната фаза би требало да биде подмачкување, е да го исчистиме, односно избришеме убаво ланецот. Рековме на почеток дека ни е потребно и крпа. Може да земете било која стара крпа, мајца и така натаму, меѓутоа може да земете и хартија. Препораката е погруба хартија, иако верувајте ми со крпа многу полесно и побрзо ќе завршите работа. Избришете го убаво ланецот, избришете го целото средство што сте го нанеле за чистење и избришете ги сите остатоци од ѓубре што остануваат на него. Многу е важно да бидеме сигурни дека пред да го нанесеме подмачкувачот, односно средството за подмачкување на ланец, всушност ланецот ни е кристално сув. Кристално сув. Кристалите суви ли се? Та има суви кристали вајде, од кај да знам. Нанесувањето на средството за подмачкување се случува повторно внимателно и нежно постепено на целиот ланец. Подмачкуваме на горната страна и подмачкуваме на долната страна. Она што е важно е да се видиме дека има рамномерно распределен еднаков слој на средство и немојте да претерувате. Не е поентата да го утопите ланецот во средство. Она што е многу важно е дека рамномерно во сите делови на ланецот, оние внатрешни делови ќе успеете да протнете, односно да испрскате доволно течност. Откако ќе го направите тоа, почекайте 15 на минути да се впие подмачкувачот. Односно, немојте да брзате одмah да го возите моторот или да го бришете ланецот, затоа што е важно дека ќе навлезе внатре во самиот ланец онаму каде што треба оваа течност. По подмачкувањето и по овие изминати 15 минути, наред доаѓа последниот дел, односно бришењето на ланецот. Идејата е дека сите останатиот дел од течноста која што сме испрскале на ланецот треба да ја тргнеме за да не се распрска таа насекаде на моторот. Ако заборавиме или ако тргнеме веднаш да го возиме моторот, всушност сите оној вишок дел кој што не се впил ќе се распрска насекаде на моторот и ќе направи уште поголема беља, ќе го замасти, на што ќе се залепи уште поголема прашина. Идејата не е оваа течност да ја лепи дополнителна прашина, туку да всушност делува како лубрикант на оние клучни делови на самиот ланец. И нормално на крај да одговориме на едно од најчесто поставаните прашања. Колку често треба да се одржува, односно чисти ланецот? Значи, се зависи од тоа каде и како возите, меѓутоа некоја општо прифатена препорака е дека ланецот треба да се чисти на некои 500, 600 до 700 км. И треба да се чисти редовно на овој интервал, во зависност од тоа нели каде и како го возите. Некој пат, ако сте на пат и извозите 1000 км или повеќе во еден ден, ако при тоа не ве фати дожд или не возите офроуд, не е проблем тој интервал да биде подолг. Меѓутоа, оптималниот период, значи на чистење е еднаш дневно ако сте на подолг пат или нели да речеме 500 до 700 км. Ако
Ако возите по дожд или по влажно време, тогаш нели веројатноста дека ланецот побрзо ќе собере многу прелјавштина, ќе се исуши од дождот, постоа нели ако се исуши сам по себе, тогаш е многу побитно да интервенирате брзо и само да го подмачкате. Кога сте на пат, особено, не е толку пресудно дали ќе го исчистите или не, важно е да биде ланецот подмачкан за да може да функционира добро и да не се оштетува на долги патишта. Ако возите офроуд, тоа исто така важи дека прво треба да имате специјален ланец кој што е поотпорен на корозија и поотпорен на фаќање прелјавштини. Постојат и различни средства кои што се наменети за овој тип на ланци и овој тип на мотори, меѓутоа во било кое сценарио за честеноста на чистење ланец кога возите по кал или по дожд или по прљави патишта е нормално поголема. Ако не, држите се до 500-700 км и бидете мирни. Како што напоменав пред малку, значи не е препорачливо да се вози веднаш по подмачкување. Па затоа ако успеете и ако можете да испланирате, најдобро е ланецот да го подмачкате навечер и да го оставите моторот цела вечер да остане. Ем ќе впие подобро, ем ќе се заштитите од моментот на прскање на вишокот на подмачкувач низ целиот мотор. И тука некаде завршуваат нашите практични совети за одржување на ланец. Се надевам дека ќе бидат корисни, се надевам дека можеби поголем дел од вас веќе го прават ова и не им беше ништо претерано многу ново и потребно, меѓутоа ете да ја разбудиме таа свест и да ги потсетиме по новите возачи дека треба да се грижат за својот мотор, затоа што така нели ќе можат максимално да уживаат за него. Добро одржуван ланец значи дека го одржуваме векот на самиот ланец, време траењето негово и нормално дека всушност возиме побезбедно кога знаеме дека моторот ни е во добра состојба. Не ризикуваме да ни се заглави, искине, не дај Боже, или искрши некоја алка. Така да возете безбедно, ние одиме на некаков пат, се надевам дека ќе извадиме добри видеа и после тоа, некои 3-4 дена ќе идеме надвор државава. Живеете во ова видео, ако ви се допадна, кликнете лайк, шер, таму што има, коментирајте, пишете што би сакале да гледате следно, ние имаме некој план со видеа, ама нормално се адаптира. Бидете ми поздравени и возете безбедно. Поздрав!